Дојдовте во Spotlight. Во време кога европските даночни политики се повеќе се насочени кон транспарентност, дигитализација и одржлив раст, Македонија се соочува со предизвик, но и со можност да се позиционира како земја што брзо ги прифаќа европските стандарди. Институтот на сметководители и овластени сметководители официјално стана членка на CFE Tax Advice Europe. Што ова значи за нашата даночна политика, за професијата и за идните инвестиции е темата која што денеска ги ставаме во фокус во емисијата Spotlight. За тоа како ова членство ќе влијае врз работата на сметководителите и даночните советници, зборувам со директорот на CFE Tax Advice Europe, Александар Ивановски. Господин Ивановски, пред се добро дојдовте на Bloomberg Адрија. Благодарам за поканата. Како членството на ИСОС може да влијае и што конкретно ќе им помогне на македонските сметководители и даночни советници која станува збор за усогласување со европските даночни регулативи и директиви пред се? Пред се ова е голем чекор и честитки до колегите во Македонија за членството во CFE Tax Advisors Europe. Значи, ова представува пред се едно стратегиско позиционирање на македонските сметководители на професијата во да речеме во европскиот така да речеме регулаторен систем на даноци. Чи CFE е најголемото и да речем најрепрезентативното тело во Европа кое што ги обединува националните здруженија на даночни советници и сметководители. И она што е пред се значајно е дека има една формална улога како консултативен партнер во процесот на креирање на даночните политики и директиви на ниво на Европската Унија. Тоа значи дека ИСОС нема да биде само, да речам, еден пасивен играч, туку ќе има активна улога во овој процес на нивно обликување на директивите на Европската Унија, односно уште пред членството во ЕУ, нашите експерти ќе имаат пристап до овие експертски консултативни тела, пред, значи, самите директиви стигнат на гласање во Советот на министри или во Европскиот парламент. Така што преку нашите работни групи и комитети на CFE ИСОС добива една значајна шанса да биде активен чинител во процесот на создавање на новите даночни прописи во Европската Унија. Ова е мислам дека огромен чекор и од големо значење за стандардите и професијата и усогласувањето со европските даночни директиви. Сега и тука се поставува прашањето, навистина ова е еден значајен исчекор во однос на креирање на даночната политика на Европската Унија кон која и како земја претендираме. Меѓутоа, колку сметате дека се подготвени земјите од Западен Балкан да ги имплементираат директивите што бараат високо ниво на транспарентност и известување? Значи, овие директиви се значајни, кои што ги споменувате, тие се значајни пред се за една транспарентна и, да речам, динамична деловна клима. Самите инвеститори бараат овој тип на транспарентност и тука даноците играат одредена улога. Пред се имаме тој комплексен систем на прописи на, да речам, од правна рамка до спроведување во пракса. Битоа конкретно аспектите на транспарентност се значајни. Значи, тука се гледа заедничката синхронизирана работа на даночната управа, на управата за приходи, на професионалните здруженија, на самите книговодители, бидејќи тие се тие кои што ги применуваат прописите во пракса и кои што, да речеме, даваат живот на самата даночна регулатива. Од аспект на регионалната слика, знаете како, таа е мешана. Хрватска и Словенија се членки на ЕУ, остатокот од поранешна Југославија не сме се, уште меѓутоа сме во процесот на активно пристапување кон ЕУ. Директивите за транспарентност, например, директивата за административна соработа, која што е најзначајна во овој дел, Хрватска и Словенија веќе ја применуваат. Во Хрватска имплементацијата беше придружена со активна консултативна улога помеѓу Министерството за финансии, Управата за приходи и Комората на советници и формира еден систем за известување кој што е согласно стандардите на ЕУ. Сега тоа е значајно дека бизнес заедницата тоа го гледа. Значи фирмите го разбираат тој процес, знаат кога имаат обврска за известување и книговодителите знаат како да им помогнат во тој процес. Значи таа улога, да речам, на Управата за приходи е значајна да се чуе гласот на струката и да биде вклучена цело време во тие процеси. Словенија имаше слична улога, таму Словеничката комора на даночни советници, која што е член на CFE исто така, постојано воведува обуки, меѓутоа тие обуки се практично реални, практични и ги значи применуваат овие стандарди за кои што зборувавме пред малку. Значи самите тие директиви за транспарентност се значајни, меѓутоа уште позначено е како ќе ги примените во пракса,
како ќе создадете една клима на добра помеѓу таа, да речам, тој екосистем на администрацијата, на Европската унија како регулатор и носител на тие прописи и струката, односно сметководителите, кои што ги применуваат тие во пракса. Значи регионалната слика е различна, меѓутоа нашите искуства ќе бидат, да речем, упатени повеќе на тоа како Словенија и Хрватска може да ги применуваат тие прописи, а ние преку ваквите тела како CFI ќе можеме веќе да бидеме на истата маса на некој начин и да ги дискутираме тие прописи пред да стапат во сила. Така, сосема за крај, вие го видовте поимот сива зона во европските даночни практики. Дали Македонија има шанса да ги избегне тие сиви зони со рано воведување на етичките стандарди? Да, мислам дека тоа е еден значаен концепт. Значи самиот концепт на сива зона, значи тоа е просторот меѓу она што е законски дозволено и она што е етички прифатливо. Значи таму каде што регулативата доцни за, да речам, креативноста на пазарот. Меѓутоа ИСОС веќе има воведено, значи, кодекс на етика и ги спроведува меѓународните стандарди за етика кои што ги носи бордот за стандардизација во Њу Јорк. Практично ние сме не на чекор, туку веќе ги применуваме тие стандарди. За да се да речам избегнат тие сиви зони, не само рано воведување на тие стандарди, меѓутоа и активна едукација, активно значи при посетување на семинари и да речеме една контрола и механизми за контрола на квалитет кои што ќе овозможат да самите сметководители разберат зошто е ова значајно. Бидејќи знаете како имаме голем број странски инвеститори во државата. Тие се повеќе и повеќе бараат сметководители кои што ги разбираат овие стандарди, кои што ги разбираат стандардите за финансиско известување кои се применуваат во Европа, зошто бидејќи тие понатаму известуваат назад кон своите компании мајки најчесто во Европската унија. Така што доколку вие не ги разбирате овие, да речам, елементи на зошто се важни етичките кодекси, ќе имаме да речем проблем со инвестициите и како сето тоа, значи целата деловна клима се развива понатака. Според мене ова е една голема шанса да ние практично бидеме изеве за овие работи чекор пред формалното членство во ЕУ и за поздравување се навистина овие чекори кои што ги презема ИСОС во соработка со колегите од цела Европа практично. Така, Иновски, јас многу ви благодарам за гостувањето во Bloomberg Адрија. Благодарам на вас. За тоа како од Институтот за овластени сметководители го доживуваат членството кое што е во Европската унија и даночните советници, колку тоа ќе унапреди работата на сметководителите, во продолжение ќе слушнеме од интервјуто со Александар Ивановски, член на управниот одбор на ИСОС. Институтот за сметководители и овластени сметководители на државата направи еден сериозен исчекор, односно влез во CFE Tax Advice Europe. Може ли поконкретно што ова значи, кои се придобивките и како тоа ја менува позицијата на македонските сметководители во европските стандарди? Ви благодарам за можноста за да ја споделиме оваа одлична вест пред сите наши членови, пред целата наша држава. Ова представува значаен чекор кој што Институтот за сметководители и овластени сметководители го направи за своите членови сметководители, даночни советници, пошто знаеме дека во нашата земја сметковителите се и еден вид даночни советници на сопствениците на фирмите во кои што работат и оние сметководствени бироа за фирмите за кои што го водат сметководството. Така да затоа ги доближувам и сметковителите и даночните советници како едно исто. Сега, влезот на Институтот за сметковители и овластени сметковители во CFA Tax Advisors Europe представува значаен чекор и значи европски глас во рамките на тоа членство од повеќе од 30 европски земји и над 200.000 даночни советници кои што работат и функционираат во таа организација. Исто така, членството значи дека имаме неограничена можност за користење на ресурсите на CFA Tax Advisors Europe од аспект на обуки, семинари,
конгреси кои што ќе овозможат на македонските сметководители, даночни советници да полесно ја доближат и имплементират европската даночна регулатива во Република Македонија, секако во оние моменти кога ќе биде потребно тоа. Исто така, членството во CFA Tax Advisors Europe овозможува за сметковителите даночни советници да бидат составен дел од регистарот на CFA Tax Advisors Europe, кој што значи можност за вмрежување, размена на искуства и овозможува да позицијата, професијата на нашите сметководители биде призната, прифатена и покредибилна во европски рамки. Така, ги споменавте, нели, поблиску ни сето ова членство, поблиску ќе биде сета она имплементација на меѓународните европски стандарди. Каква е досегашната слика? Колку сметководителите ги применуваат меѓународните европски стандарди? Значи, во Република Македонија имплементацијата на меѓународните сметководствени стандарди не е нешто ново. Тоа започна уште во 2009 година, на крајот на 2009 година, кога беа во службен весник објавени меѓународните сметководствени стандарди и меѓународните стандарди за финансиско известување. Но со преводот и објавувањето на меѓународните сметководствени стандарди во 2024 година во април месец, тој правилник за водење на сметководство стапи на сила во истиот момент, но примената започнува од 1.1.2025 година. Со тоа што ние знаеме кои компании имаат врска да ги применуваат и да известуваат согласно овие стандарди. Тоа се големите и средни компании, компаниите кои што котираат на берза, банките, осигурителните компании, како и компаниите кои што влегуваат во консолидација. Со објавувањето на овие меѓународни стандарди, сметководствени стандарди и меѓународни стандарди за финансиско известување, се доближува можноста и начинот на известување со останатите земји. Институтот си ја исполни законската обврска која што му беше доделена да ги преведе и да ги објави меѓународните сметководствени стандарди, со тоа што меѓу другото институтот ги става на располагање сите своји расположливи ресурси на надлежните институции за што е можно поскора имплементација и примена на меѓународните сметководствени стандарди и меѓународните сметководствени стандарди за финансиско известување. Јас ви благодарам многу за гостувањето во Bloomberg Адрија. Ви благодарам и на вас. Ова беше се што подготвивме за денешната емисија. Спотлајт истата можете да ја погледнете на bloombergadria.com. Ви благодарам на вниманието.